Безбедносната состојба во Македонија е стабилна, уверува премиерот. Стабилна, без да има одредени осцилации, апсолутно ја имаме под контрола состојбата. Се разбира, предизвици има и ќе има. Тоа е жива материја, динамична материја, но ние сме тука да ја следиме и да реагираме доколку има потреба од тоа. Пристигна првата транша од американските лесни оклопни возила Страйкер. 17 возила се распоредени во Скопје и Штип. Во моментов се врши обука на војниците за нивно користење. Станува збор за мобилно оклопно возило на 8 тркала кое може да има повеќе намени на бојното поле. Од извиднички мисии, пренос на војници, евакуација. Максималната брзина која може да ја достигне е 100 км на час, што му дава исклучителна мобилност. Освен возачот и нишанџијата кои се дел од екипажот, во него може да се превезува една единица составена од 9 војници. Поседува модерна опрема и далечинско управување со вооружената купола на кровот, што на нишанџијата му дава дополнителна заштита. Северна Македонија прави вистински и видлив чекор напред во модернизацијата на своите вооружени сили и зајакнувањето на своето место во НАТО алијансата. Овие страйкери се повеќе од едноставно нови возила во вашиот инвентар. Тие се конкретен знак на нашето партнерство и јасен израз на нашата заедничка посветеност да ги браниме нашите земји, нашата алијанса и вредностите за кои се залагаме. Освен новите страйкери, во соработка со САД, армијата реставрира стари возила кои доскоро беа чувани во депоата на Арама. Министерот за одбрана вели дека модернизацијата на армијата ќе продолжи во иднина, најавувајќи набавка на ново вооружување и дронови. Она што го бара НАТО од нас е да вложуваме преку 20% во модернизација, ние го правиме тоа уште повеќе, преку 32% во нашиот буџет се директно за модернизација. Следат уште многу проекти, бидејќи во изминатиот период заедно со нашите пријатели од САД направивме повеќе договори влада со влада, најголем дел поминаа во собранието. Очекуваме следниот период за дополнителни наоружувања, дополнителна опрема, беспилотни летала, опрема за специјалните единици и многу проекти. До крајот на летото треба да пристигнат вкупно 42 страйкери. Армијата страйкерите ги чекаше цели 7 години со оглед на тоа што нивната набавка беше почната уште во 2019-та. Но доаѓаат во време на затегнати геополитички односи на Блискиот Исток и неизвестност во светски рамки. Даниел Василев, Сител телевизија.